Кај дури 70% од новите случаи на зараза со COVID-19 е издвоен британскиот сој, покажуваат анализите во лабораторијата на клиниката Жан Митрев. Во овој момент се уште траат испитувањата во лабораторијата во Ману, но во текот на вчерашниот ден имав разговори со представници на лабораторијата од болницата Жан Митрев, каде што британскиот сој е присутен во 70%. Значи, очигледно е дека се зголемува и дека очигледно е дека еден дел од ова зголемување на бројките се должи на присуство на тој сој на вирусот, за кој што знаеме дека полесно се пренесува. Поголемата вирулентност на така наречениот британски сој е причина за ново зголемување на бројот на заразени во државата. Само вчера инфекција беше потврдена кај речиси 40% од тестираните. Сепак за сега нови рестрикции и ограничувања не се планираат. Дефинитивно е можно, меѓутоа за сега не. Гледаме и пратиме дали овој тренд ќе продолжи вака, до тој степен да биде ризик да повторно се преоптеретат болничките капацитети, поради тоа што за сега нема таква индиција. Сметаме дека е ова нешто што сега за сега добро се менаџира, но не ја исклучувам таа можност. Во меѓувреме очите на сите се свртени кон вакцините кои за сега се сметаат за единствена надеж за ставање на вирусот под контрола. Од вчера почната е постапка и за набавка над 100.000 дози од руската вакцина Спутник. Сега веќе интензивно, уште вчера во текот на вчерашниот ден попладневните часови, преку представници на руската амбасада ќе се обидеме да видиме и да добиеме поточни, поконкретни информации во однос за тоа кога би пристигнале вакцините у нашата земја. За сега кај нас се пристигнати само вакцините кои Србија и ги отстапи на Македонија. Станува збор за околу 8.000 дози со кои се вакцинираат здравствените работници. Очекувањата се дека најмалку за 2 недели ќе бидат вакцинирани сите 4.000 пријавени. Дополнително евидентирани се и 180 лица постари од 70 години или хронично болни, од кои околу 50.000 сами се пријавиле за вакцинација. Сите тие ќе мора да ја почекаат набавката на вакцини за која не се знае кога ќе се случи.